Во продолжение зборуваме за тоа како да извршите ажурирање на податоците за да може навреме да ги добиеме оние популарно наречени зелени пликови за годишните известувања. Нема да одзема многу време. Миријана Крстовска на оваа тема работи утрово. Мими, добро утро, повели. Добро утро. Иван, до тебе и до сите гледачи на Ја Сака Македонија. Токму така во ова вклучување ќе дознаеме многу повеќе информации за содржината на зелениот плик, оној плик кој што во месец март сите го добиваме, а навистина содржи низа од информации, бројки и цифри, некои графикони кои што мислам дека голем дел од нас се уште не ги разбираат и не знаат за какви податоци станува збор. Но токму и тие податоци ќе треба да ги ажурираме. Зошто и на каков начин дознаваме во продолжение од мојата соговорничка, господја Татјана Стефановска, раководител на сектор за правни работи при МАПАС. Добро утро, добре дојдовте во Ја Сака Македонија. Добро утро и сакам да се заблагодарам за можноста да појасниме некои значајни прашања за нашите членови во пензиските фондови. И те како важни навистина информации и започнувам со она, мислам дека најважното прашање за утринава, зошто е потребно ажурирање на податоците? Ажурирањето на податоците на членовите на пензиските фондови е многу значајно за членовите. Јас накратко би се осврнала на суштината, односно начинот на членство. Во задолжително и во доброволно. Во задолжително пензиско осигурување, членовите може да се зачленат со склучување на договор за членство со агент, меѓутоа и постои законска обврска за нивно зачленување во членовите со распределба. Оние членови што не потпишале договори за членство се распределени во определен пензиски фонд по формула пропишана со закон, со правилник. Меѓутоа, доколку не се обратат до пензиското друштво, нема да имаат информации воопшто за нивната индивидуална сметка, за нивните средства, па и за системот на капитално финансирано воопшто. Значи, МАПАС води регистар на задолжителни членови во задолжителните пензиски фондови и ги има почетните информации. Меѓутоа, заради информирање на самите членови е потребно ажурирање на нивните податоци. Следствено на ова и на членството и ажурирањето на податоците, споменав и јас, во месец март ги добиваме оние зелени пликови кои што содржат низа информации, содржат бројки, графикони и текст кој што верувам дел од нас се уште не го разбира. Кои информации ни содржи зелениот плик? Зелениот плик е всушност задолжителен извештај кој што пензиските друштва треба да го достават на своите членови. Овој извештај, согласно закон, е важно да содржи повеќе информации, како што е состојбата на сметката до тој ден на членот. Колку придонес по месеци му уплатил неговиот работодавач, како се инвестирани средствата, во какви инструменти, каков е приносот, колку надоместок наплатило друштвото, сметководствена единица преку која се конвертираат средствата. И ние постојано се обидуваме да го упростиме овој извештај. Навистина, мислам дека секоја година седнуваме да го упростиме овој извештај и имаме напредок во таа смисла и ќе продолжиме за да биде појасен на членовите. Добро дојдени ни се сите тие информации и пред се да ги разбираме информациите кога станува збор за нашето пензионирање, односно моментот кога работниот стаж ќе ни заврши и ќе сакаме да имаме мирни пензиски денови, меѓутоа сепак финансиски обезбедени. И сега во чекор на дигитализацијата, исто така нови ни прави Агенцијата за супервизија на капиталното осигурување, односно тука ќе ги споменам и потпишувањето на дигитални договори за членовите. Што подразбира тие? Значи, МАПАС направи некои измени во регулатива за да се овозможи пензиските друштва покрај на хартија да можат и по дигитален пат, преку нивната веб страна, преку нивните апликации, да склучуваат договори за членство. Значи, запазени се сите законски услови во однос на агент, информирање, образец на договор за членство и со тоа, значи, некои од пензиските друштва веќе тоа го имплементираат. Покрај тоа, значи, новата веб страна на МАПАС содржи и апликација каде што може да се провери, каде што може членот да провери
провери во кој пензиски фонд е. Инаку членовите се јавуваат и во МАПАС, тоа е отворена опција, бидејќи сме ние за заштита на интересите на членовите, али поедноставно е нели да си проверат и така. Имаат можност и да одберат агент. Значи, тука имаме листата од сите агенти, од сите пензиски друштва со кои што би сакале да склучат договор. Имаат можност за поплаки електронски, дигитално и, значи, постојано гледаме дигитално да се унапредуваме и во оваа област. Така. Госпоѓа Татјана, секогаш би рекла имаме впечаток дека институциите, искуствата за новитети во работењето ги црпат од околината или соработките со другите земји. Како стоите вие на тоа поле, односно како институција, Агенцијата за супервизија на капиталното осигурување? МАПАС има склучено договори за соработка со домашни и странски регулатори и супервизори и денеска баш се случајно се погоди оваа прилика да ние денеска склучуваме договор со регулатор и супервизор од Турција. Значи 2 дена имаме ние гости од Турција кои што ни ги пренесуваат нивните искуства, кои што на вистина многу ни користат. И денеска, значи, го склучуваме тој меморандум. Меѓутоа, исто така, МАПАС постојано ги следи и се усогласува со директивите на ЕУ. Ние сме и учесник во скрининг процесите и подкомитетите. Значи, постојано и со оваа регулатива се усогласуваме, како и со принципите на ИОПС, Меѓународната организација на пензиски супервизори, кои што постојано се активни и работиме заеднички на документи за унапредување на овој систем. Господја Татјана, ви благодарам за утренски разговор, сепак за појаснување на најважните прашања, ажурирањето на податоците и нивната важност и споменување повторно за содржината на зелениот плик и какви информации секако ќе ни нуди и понуди тој. Благодарам. Утринава ова вклучување ќе го завршиме од Агенцијата за супервизија на капиталното осигурување, за да ги подсетиме, воедно и информираме граѓаните, односно нашите гледачи, дека потребно е да извршат ажурирање на податоците кога станува збор за зелениот плик, кој што мислам дека овој месец, март месец, го добиваме сите ние, а содржи информации во однос на нормално пензискиот стаж, во однос на пензиските примања по нашиот работен стаж, односно по завршувањето на нашиот работен стаж. Иван?